До кога ќе чекаат болните од цистична фиброза за лекот кој живот им значи? Три кафта. Никој не знае. Од асоциацијата, разочарани од игнорантскиот однос на здравствените власти, велат дека ако власта остане и натаму глува на нивните барања, ќе се соочи со нови протести. Тие бараат три кафта за сите болни и исполнување на ветувањата од надлежните институции. До крајот на неделава им оставаат простор на владата и министерството да им одговорат дали ја почнале процедурата за набавка на лекот. Во спротивно, ќе излезат пак на улица со транспаренти. Се спремаме за протест, затоа што очекувавме дека после самите промени на законите кои што ги чекавме и кои што инсистиравме, а помина веќе месеци и повод тогаш дека ќе има многу побрз тек на работите за да се обезбеди самиот лек за сите. Единствено нешто што успеавме да известуваме е тоа дека во комисијата ќе пратиме еден родител на пациент кој што ќе учествува во работната комисија за да може да се следат работите. Асоциацијата за цистична фиброза не добила известување ниту за тоа дали се најдени пари за набавка на лекот за сите болни, ниту пак дали Министерството за здравство веќе направило план со кое темпо останатите болни ќе го добиваат лекот. Тоа исто се случува и кај нашите пациенти. Има страв, има несигурност за тоа како ќе се движат работите. Не само кај тие што не го примат лекот, него и кај тие што го имаат лекот моментално, а е еднократен. Да. Затоа надлежните треба да се организираат, да го донесат лекот за сите и да немаме такви недоразбирања во иднината. Доколку лекот беше донесен и беше обезбеден за сите пациенти до сега, воопшто немаше да имаме никаков проблем. И покрај тоа што пред еден месец беа изгласани неопходните законски измени, кои беа пречка за три кафтата да се донесе во земјава. Од Министерството за здравство не добивме одговор кога и во колкави количини ќе се набави лекот. Инаку во земјава со оваа болест живеат околу 140 лица. Сите се главно деца и млади, бидејќи како прогресира болеста низ годините, така расте и смртноста. Лек има од новата генерација на така наречена модуларна терапија, ама таа е скапа. Па државата досега ја набави само за 12 пациенти. Најтешко болниот пациент од цистична фиброза почина пред 2 месеци, откако 3 години чекаше да го добие лекот, кој власта ветуваше дека ќе го набави.